Не ти недостигаат можности, туку една одлука. Постојат луѓе што со години бараат само една добра можност, а постојат луѓе што секој ден гледаат 10 нови можности, но ниту една не ја следат доволно долго за да видат што можела да стане. Ако си роден во знакот Близнаци, може би оваа реченица ќе ти звучи познато. Не затоа што не си способен, не затоа што не знаеш, туку затоа што твојото никогаш не мирува. Додека другите размислуваат за една идеја, ти веќе размислуваш за 5. Додека некој планира еден проект, ти веќе замислуваш 3 различни начини како може да биде подобар. И тоа е дар, но секој дар има своја цена. Замисли сончева светлина што паѓа на земјата. Таа осветлува се, но ништо не менува. Сега замисли една лупа, истата таа светлина. Кога ќе се насочи во една точка, може да запали оган. Токму тоа е разликата помеѓу идеја и фокус. Твојот ум е пун со потенцијал. Прашањето е, дали целата таа енергија е насочена во едно место или се расфрла на 10 различни страни. Размисли за последнава година. Колку идеи те воодушевиле, колку планови си направил, колку пати си рекол, ова е тоа. А по 2 недели се појавила нова идеја што изгледала уште подобра. Не е затоа што си нестабилен, туку затоа што твојот мозок сака новина, сака предизвик, сака движење. Но парите имаат едно правило. Тие ретко остануваат таму каде што вниманието постојано бега. И постоја една приказна што сега ќе ја кажам. Еден стар мајстор имал 2 ученици. Првиот секој месец учел нов занат. Вториот ученик со години го усавршувал само еден занат. По 10 години луѓето патувале оддалеку за да го видат вториот ученик. Не затоа што бил попаметен, туку затоа што станал незаменлив. И тука се крие твојата финансиска лекција. Не ти треба уште една идеја, не ти треба уште еден почеток. Може би ти треба само една одлука да останеш доволно долго на едно место за светот конечно да ја види твојата вистинска вредност. А сега ќе зборуваме кога фокусот ќе стане твојата најголема финансиска сила. Што се случува кога целата таа расфрлана енергија конечно ќе се насочи во една точка? Тука започнува вистинската промена. Близнаците имаат една ретка дарба. Многу брзо ги поврзуваат работите. Гледаат можности таму каде што другите гледаат обичен разговор. Знаат да препознаат тренд пред да стане популарен. Знаат да зборуваат, да убедуваат, да објаснуваат и да пренесуваат идеи на начин што луѓето го разбираат. И токму тука се крие твојата најголема финансиска шанса. Не во рутината, не во работата што секој ден изгледа исто, туку во нешто што вклучува комуникација, идеи, учење, поврзување со луѓе, креативност, продажба, пишување, говорење или работа со публика. Но има една замка што мора да ја избегнеш. Понекогаш толку многу уживаш во собирање на информации, што забораваш да создадеш резултат. Уште една книга, уште едно видео, уште еден курс, уште една идеја. И одеднаш поминале месеци, а ништо конкретно не е изградено. Не ти треба повеќе знаење за да започнеш. Ти треба повеќе доверба во она што веќе го знаеш. Размисли колку работи си научил во последните неколку години. Колку искуства имаш, колку разговори си водил, колку луѓе несвесно си им помогнал само со еден совет или со една идеја. И тоа е капитал. Може би не изгледа како пари, но токму од таков капитал најчесто започнуваат најдобрите можности. И сакам сега да предложам едно многу конкретно. Следните 30 дена избери една единствена работа што има потенцијал да ти донесе приход. Значи само една. Не 3, не 5, една. И постави си 3 прашања. Дали ова на вистина ме возбудува?
Дали ова може да им помогне на други луѓе? И дали сум подготен да работам на тоа и кога нема веднаш резултат? Ако одговорот е да на сите 3 прашања, тогаш престани да бараш подобра идеја. Почни да ја градиш таа. Има уште нешто што сакам да го запомниш. Твојата најголема предност не е брзината. Твојата најголема предност е способноста да учиш побрзо од повеќето луѓе. Тоа значи дека дури и ако направиш грешка, можеш брзо да се прилагодиш. А луѓето што брзо учат и не се плашат да се прилагодат, имаат огромна предност во денешниот свет. Но таа предност вреди само ако ја користиш за создавање, а не само за истражување. Затоа, денес, направи една едноставна работа. Запиши ги сите идеи што моментално ти се вртат во глава. И погледни ја листата и избери ја она што најмногу одговара на твоите способности, најлесно можеш да ја започнеш и најреално можеш да ја развиеш во следните 6 месеци. Останатите идеи не ги бриши. Само кажи им: не ве одбивам, само не е вашето време сега. И ова е многу важно за близнаците, затоа што често имаат чувство дека ако изберат една насока, ги губат сите други можности. Но вистината е спротивна. Кога конечно ќе изградиш нешто стабилно, ќе имаш многу повеќе слобода подоцна да истражуваш и други идеи. И запомни оваа реченица: не секоја идеја заслужува твое внимание, но една идеја, ако ја дадеш доволно внимание, може да ти го промени животот. И може би токму сега пред тебе стои една таква идеја. Не изгледа совршено, не изгледа спектакуларно, но тивко те повикува повторно и повторно. И токму, за таквите идеи најчесто вреди да им се верува. Затоа престани да се прашуваш дали имаш доволно можности. Имаш. Прашањето е дали конечно ќе избереш една можност и ќе ја останеш верен доволно долго за да видиш што на вистина може да стане. Ако стигна до крајот на ова видео, напиши во коментар: денес го избирам фокусот. И секако запомни, парите не секогаш доаѓаат кај оној што има најмногу идеи. Најчесто доаѓаат кај оној што конечно одлучил која идеја ќе ја претвори во реалност. А може би токму денес е денот кога ќе ја донесеш таа одлука. Ви благодарам. Доколку ви се допадна видеото, притиснете лайк, претплатете се на каналот и секое добро до наредно слушање.